Средно училиште учев од гимназија Јосип Броз Тито. Јосип Броз Тито беше и сега е речиси залепен до бараката на Македонски народен театар, сегашен театар комедија. И јас, за разлика од моите соученици кои одеа во диско, одев редовно и ги гледав сите опери, балети, драмски представи, по тој редослед. Бев со времето ги запознав и сите и актери тамо во тој театарот. Се зачлени во драмска аматерска група која беше при домот на ЈНА, сегашен АРМ. Играв во неколку представи, паметам се една првата беше Бранета е љубовта, отидовме во Кочани на аматерски драмски смотри, јас добив награда, почувствував што е публика, тоа те занесува. Се ме примија, се запишав на факултет за драмски уметности во Скопје, завршив факултет и за неполна година откако го завршив факултетот, се вработив во Драмскиот театар Скопје. За време на факултетот многу се дружевме со Атила Клинче, тој беше иста класа со мене. Единствено што жалам е што него искористив Атила да научам да зборувам турски. Ние со Кате се запознавме 1978 година, каде што имавме приемен испит на факултет за драмски уметности, каде што и јас и она бевме примени во класата на Вукан Диневски. 4 години заедно студиравме. 82 година, како што дипломиравме, она се запосли во драмскиот театар, а јас во турскиот. И од тогаш почна нашето пријателство со Кате, каде што и ден денеска сме блиски пријатели, секој се радуваме за нашите успеси, каде што Кате мислам дека е една од нашата класа, една поуспешна глумица, каде што одигра во драмски театар значајни улоги, доби награди, така што исто така во матичната куќа стана и директорка. Кате е една многу талентирана и упорна глумица. За директор на Драмски театар ме назначи господинот Кусни Исмаили, кој поточно тој беше министар за култура во тој момент. Ми остави изузетен впечаток. Тој беше еден од ретките, ми дојде да кажам зборот нормални луѓе, но така некако. Со него имавме убави разговори и тој имаше страшно разбирање за сите потреби на институцијата Драмски театар. Например, веднаш ги одобри средствата за новите стакла, па беше се скршено у драмски излогот, за новата сцена и така натаму. Единствено тажно беше што 2-3 месеци од како дојдов на тоа место, фати ковидот и тоа не можеше се до крај да се реализира, но еден дел успеа. Задоволство ми е што останавме пријатели кои уредно си честитаат празници и родендени. Катерина, јас веќе одамна време, порано ја следев нејзините представи и улоги што ги имаше, но првиот непосреден контакт беше дека бев министер за култура во 2019-2020 година и при една службена посета од нејзина страна. Предмет беше реновирањето на театарот, но веднаш при влезот нејзин на мојата врата кај мојот кабинет, таа ме плени со својот изглед, со таа скромност што ја осликуваше со својата појава, нејзиниот мил поглед, таа позитивна енергија што зрачеше. И јас, иако имав во тоа време запознато многу големи личности од културата, од сценската дејност и другите дејности, но кај неа имаше нешто посебно што навистина ме привлекуваше и веднаш тогаш и пристапив и спонтано ја прегрнав така човечки и се роди едно пријателство меѓу нас што трае ден денеска. На почетоците уживав да сум на сцената, најмногу го сакав тоа. Но подоцна, со текот на времето, многу повеќе ми се допаѓаше да сум, така да кажам, позади сцената или пред,
како гледач, како некој што ја следи, што ја води представата, ја режира и некако најмногу ми се допаѓа моментот кога пишувам драмски текст, затоа што е тоа нешто кое го правам сама и не е поврзано со други влијани. Кога го напишав текстот Љубовници, претходно имав представа која се играше исто мој текст Нашиот непрежален во драмскиот театар, значи не беше ова прво. Го дадов текстот на неколку актери, така проверувам прво што мислат за текстот, а друго и време траењето за колку брзо ќе го прочитаат текстот. Ако не го пипнат недела дена, значи се не се интересирани за тоа што јас сум го напишала. Кога го дадов овој текст, тогашниот уметнички директор Људков му каже на тогашниот директор Бранко Ѓорчев, имаме хит. Но за жал Бранко многу брзо после тоа почина. Јас лично влегов во една тешка фаза со болеста и смртта на мојот сопруг и тоа се одолжи. Од таа ситуација ме извлече Драган Спасов Дац, кој ми се јави еден ден и ми рече ајде да работиме Љубовници. Не е во тоа работата, поинаква е, симпатична е. Здодевна е, ограничена и ти тоа го виде и сега не знам зошто се ставаш во нејзина одбрана. Би требало да си задоволна со својата супериорност. Не ти е пречка и не мора да се спријателуваш со неа за да ја елиминираш. Тоа е точно. И сме го поминале тоа веќе 100 пати. И секогаш ти успевало. Ти ги елиминираше сите своји сопернички спријателувајќи се со нив. Јас бре не можев да се одбранам. Па прво се сретнавме многу млади кога бевме, затоа што заедно старееме. Она е малку постара од мене. Додека бев на академија, веќе не само на академија, таму јас сум во драмски театар од дете. Така да ги знаев сите глумци. Кате беше една од поинтересните глумици кои што беше убава, згодна, што се вртеа по неа кога ќе први помине на улица, па како што се вртеа други да се вртевме и ние младите студенти, како што е ред, нели? Сте разговарале за останати ваши пријатели? Се разбира не, ќе ме направат луд, сите знаат дека мојата жена е многу пожелна. Да, затоа што не е нивна. Да, не е нивна. Инаку, првата главна улога што ја направив во драмски театар, во не сега Драган, Ѓоре Пиже се викаше улогата, режија Коле Ангеловски, и играв заедно со неа. Дори имам една слика негдека на Facebook ја ставам, можете да најдете, да ставите интересна слика каде што Кате ми седи во скут. Па за Катерина Куцевска од моја перспектива имам многу работи да кажам. Затоа што мојата перспектива кон Ката Куцевска е Ката Куцевска прво како глумица, потоа како колешка, како пријателка, едно време и како од исто мало соседка, како постара колешка. Сега најпрво морам да кажам дека јас Кате ја знам како глумица првично ја запознав и тоа јас бев мала, се даваше серијата Наши години. И мислам дека тоа беше еден од почетните улоги филмски на Катерина, повеќе телевизиски. Јас се сеќавам дека ми остави многу силен впечаток таа глумица, нова, млада, многу интересна, бескрајно шармантна, убава, во низината улога на работничка во фабрика и една љубавна приказна тука се развива и во сето тоа имаше некоја проблеми решава во серијата како работнички права, па семејни проблеми. Кате туку ме допре со, јас се сеќавам до ден денешен на таа нејзина улога, туку ме допре со таа некоја емоција која што
произлегува и кое што се практично ги обликува нејзините улоги. Оваа фабрика многу работи не се во ред. Па да ги средиме, но не вака. Се сеќаваш ли на оној состанок? Такви средби ни требаат. Ајде, стани, придружи се на другите. Ќе ти се наутат, ќе те замразат. Што можам, некои луѓе не ги сакаме, но ги почитуваме. Во Прилеп има феноменална театарска публика. Навистина е задоволство да се игра таму представа. Сум играла предходно представи на фестивалот, дори сум добила и награда, но водењето на овој фестивал е друга димензија. Не може да се каже дека е тешко. Беше интересно искуство. Има тој град живее тие денови за тој фестивал, но тешкиот дел ми беше селектирањето на представи. Значи првата година и втората евентуално, мислам дека беше 2 години, покрај водењето на фестивалот требаше да изгледам околу 40 представи во многу краток рок, некаде месец и пол дена, низ целата Македонија, во 16 национални установи и представи кои не се исто дел од национални установи. Сега, јас имам големо искуство на гледање представи, значи бидејќи покрај тоа што уште во гимназиски денови гледав представи, како студент редовно одев во Белград, Загреб и гледав сите представи. И веќе имав стекнато искуство како се гледа представа и колку кратко време ти треба да видиш каква е представата. Но, постојат 2 професии, тоест задачи, кај што не смеш да напуштиш представата. Тоа е кога си селектор на представа и ако си жири. Значи мораш да, не е битно дали ти мислиш од почеток дали е тоа добро или лошо, ја одгледуваш до крај и не се изјаснуваш додека не одгледаш се. Ми беше голем задоволство што господинот Иван Додовски, кој е огромен театарски зналец, прифати да биде селектор на фестивалот, така да после ми остана само бавиот дел. Катарина Коцевска Хадживасилева, или Кате, како што пријателски ја нарекуваме, е глумица чие име метеорски блесна во македонскиот и во поранешниот југословенски културен простор, и тоа многу рано. Прво, Кате има еден изострен поглед за театар. Често пати сме гледале представи заедно, например, и таа знае да ги регистрира најсуптилните нијанси на театарската естетика и во разговорот за гледаната представа да ги искаже сублимирано со неколку збора. Тоа се должи не само на нејзиното големо професионално искуство на сцената, туку сметам пред се на едно огромно интелектуално љубопитство. Второ, Кате има голем интерес за литературата. Меѓу актерите сум сретнал само неколкумина, меѓу нив е Кате, која е неуморна читателка. Чита продлабочено, чита упорно, неуморно би рекол. И трето, Кате има како актерка однегуван сценски говор, специфичен такт и елеганција и една извонредна вештина или усет за актерско присуство на сцената. Јас глума, актерство, учев од сите. Гледав многу представи, како што кажав секаде, се дружев со најголемите театарски имиња од поранешните простори во Југославија и впивав се што ќе ми кажеа за глумата. Многу добри совети добивав, се што ќе видев на сцената. Работев за среќа со големи режисерски имиња, светски режисерски имиња. Еден од првите режисери
можеби првиот кој ме научи на многу нешта на сцената беше Паоло Маџели. Првата представа која ја работев со него беше Карамазови Душан Јовановиќ. Ја играв, ликот мој беше Олга Бизјак Митич, кој требаше во 2 часа и нешто колку што траеше представата да се трансформира од 18 годишна девојка до 60 годишна жена. А јас имав тогаш 25 години. На мои синови игра Веа Чоре, Мето Евановски. Тоа беше убаво искуство и многу сум благодарна за тоа. Друг режисер со кој многу бев среќна што работам беше Дејан Пројковски. Тој во прав момент ми ја додели улогата на Гертруда во Хамлет и тоа ми беше тогаш многу потребно. Инаку со него јас работев и неговата прва представа во Драмски, Падот на невиноста, и уште една представа работевме, тоа е Р, која игравме во Младински културен центар. Тоа беше одлична представа. Штета што таа идеја тоа да биде као некој вид на градски театар не заживе. Се надевам дека ќе имаме повторно можност да работиме, затоа што тој има еден зачудувачки мир додека работи. Тој никогаш не дига тон и работењето со него е задоволство. Катерина Коцевска ја познавам некои 20 на години и можам да кажам дека е еден од оние мои долговечни пријатели во театарот. Многу интересно што мојата прва професионална представа е поврзана со Кате Коцевска. Тоа е представата во Драмски театар што ја работев, Падот на невиноста. Тоа е моја прва професионална представа која што некако ми го отвори театарскиот пат како режисер и тогаш Кате беше веќе големо име во македонскиот театар и за мене тогаш беше голема чест и задоволство што прифати и поверува во концепт на еден млад режисер. Втората соработка наша веќе беше во една моја, така можам да кажам, веќе зрела режисерска фаза. Заедно работевме Хамлет исто така во Драмскиот театар, каде што Кате ја играше кралицата, мајката на Хамлет, и мислам дека е тоа со сигурност една од улогите кои што се паметат во македонскиот театар како големо остварување на Кате, и тоа е една представа многу важна за сите нас кои што ја работевме, затоа што не често се случува да се направи големо дело од класиката кој што ќе има многу публика. Една од представите која подолго време траеше беше Како да убиеш сопругата и зошто, која работев со драгиот ми колега Ѓокица Лукаревски. Таа представа првпат ја гледав, играше Зија Соколовиќ со Каќа Дорич и јас го набавив тој текст. Практично ја продуцирав представата, во превод трчав за се. И ние ја игравме долги години, патувавме многу со таа представа секаде и тоа беше баш убаво задоволство. Кате ја знам, веројатно дека уште од првите чекори направени во Драмски театар, бидејќи доаѓањето во Драмски театар на генерации кои што завршија на Академија во Скопје, на Академијата за театар, филм и така натаму, беше доста присутна во театарот и личеше на една новородена звезда, да не речам. Мене бар така ми личеше, заради тоа што имаше еден темперамент во неа кој што го презентираше не само на сцена, туку и во приватни контакти вака со неа. Незините почетоци не можам тачно да ги прецизирам, меѓутоа сигурен сум дека се она што успеа што го прифати и што успеа да го направи како учество во било која представа, беше навистина на едно високо ниво, кое што остави длабоки траги во театарот и воопшто во културата кај нас. Зошто го велам ова? Заради тоа што има неколку представи кои што ги изигран лично и со мене и
и со доста други артисти кои што беа во театарот, и тоа со врвни артисти од генерацијата на Мето, на Чоре, и со кои што знаеше да се снајде во една таква генерација која што е полна со превирања, полна со нервози и нетрпение, она знаеше да се снајде. Тоа е се моите впечатоци кои што ми дава за право да кажам дека се што ќе прифатеше да направи, го правеше со полн капацитет, со полна одговорност и секогаш што бродуваше нејзиниот труд, секогаш даваше одредени резултати. Јас се сеќавам дека ние направивме една дуодрама, се викаше Како да ја убиеш сопругата и зошто, со Нејзе, која што играше, мислам дека околу 100 представи, ако не се лажам. Друга представа која ја работев, ја играв, дуодрама, во принцип, со големо задоволство, беше представата Брачна игра од Едвард Олби. Тој текст ми го даде Перо Краљ, Петар Краљ, кој не почести да со неговото присуство да гледа нашата представа кога гостувавме со неа во Ателје 212. Благојат Чоревски Чоре, значи беше на почеток мој колега, потоа беше мој директор, потоа играше мој син во представа, и го поканив да играме заедно оваа брачна игра. И тоа беше стварно, навистина убава представа. МТВ ја има снимено представата. Кога и да дојде некој, таа ја отвара вратата. Кога ќе се разбудам наутро, таа е во мојот кревет, нозете во воздух или газето нагоре, ако сум расположен. Која би можела да биде таа? 20 години се обидува, Милбој, не оди! Имаш ли некој друг предлог? Ти си безнадежна. Гостувавме со таа представа по многу фестивали, добивме награди, уживавме во тој процес на работење. Игравме во Marriage Play. Па ќе ви раскажем прво дека таа ја почнавме ние приватно. Сами, на иницијатива на Кате. Кате е таков тип на човек. На нејзина иницијатива го прочитавме текстот, го викнавме Тозија, таткото на Вардан, и ја направивме представата. И со таа представа отидовме, прошетавме доста и бевме на фестивалот во Тернополј, во Украина. Она е човек кој што непрекинато истражува и сака да се надополните заедно како актери. Нема ова го направивме сега еднаш и толку е, не. Да, улогите се секогаш поинакви од тоа што сум во реалниот живот. Всушност, актерот го користи своето предзнаење, своето лично искуство, своите болки, радости и ги внесува во тој лик што го игра. Но тој лик секако е некој друг. И ако мене приватно ме заболе забот, Гертруда не ја боли. И додека сум Гертруда, мене не ме боли забот. Но кога ќе заврши представата, тој продолжува да ме боли. Тоа не е мит, тоа е навистина така. Малку е необично, но кога си внесен во ликот, ти забораваш си тоа нешто друго. И сцената ми е сигурна зона. Јас се чувствувам безбедно на сцената, но нешто кога е малку поинаку, например, ми се јави пред повеќе од една година директорката на М6, Елена Младеновска-Јеленковиќ, и ме покани да држам предавање за млади бизнисмени за јавен настап. Како да говорат, како да држат тело, ред многу работи има тука, тоа е широка тема. Јас 1000 пати сум кажувала, се разбира, но на мојата фела ред работи како треба, што е добро, некои цаки, некои ситни, но ова е некој сосем друг свет, поглавно ме публика, кој треба да ги научи на нешто. Ја прашав,
Добро, тоа ми беше некој предизвик, ми беше интересно, не сум го правила тогаш. Тоа до тогаш. И прашав, а колку треба тоа да трае? Вели, 3 часа. 3 часа. 3 часа ја не можам представа да гледам, тоа никој не држи внимание 3 часа. Не е страшно, ми кажа, пауза и така натаму. Катерина Коцевска беше глумицата на која и се восхитував кога како средношколец и студент одев редовно на представите во Драмски театар. Она што ми остави голем впечаток кај нејзави при првата средба беше незината отвореност за комуникација во услови кога имате некакви предрасуди и имате доблест и ширина да го оставите егото на страна и да комуницирате на сосема поинакво ниво. Кога би требало да ја опишам Кате со неколку збора, јас би рекла дека е она друга димензија. Затоа што едноставно функционира на некоја поинаква фреквенција. Зошто? Во време кога живееме, во време на индивидуализам, кога во некое орвеловско време на себичност, некомуникација и така натаму, вие да стекнете пријател кој што останува покрај вас, со кој што се слушате и навечер по саат, 2, 3, разговарате за различни теми, е реткост. Значи, во време кога луѓето стануваат се посебични индивидуалци, многу е ретко да најдете човек со кој што можете да разговарате, да бидете отворени и да споделувате и лични и професионални дилеми за кои што можете да наоѓате заедничко решение. Катерина е токму таква. Живееме во средина која што е мала, ограничена, би рекла, и да се биде професионалец од било кој аспект, во било која сфера, е многу полесно отколку што е да се биде професионалец кој што е навистина успешен не само дома, туку и во странство. Катерина е еден од ретките примери од Македонија кој што е во областа на културата и уметноста навистина позната и призната не само во регионот, туку и во светски рамки. И можам да кажам дека сум горда што ја познавам, затоа што навистина кога ќе отидете вие во Белград, во Сараево, на Истра, во Загреб, сите ја познаваат. Низината мрежа на контакти ја прави своевиден амбасадор на македонската култура и на Македонија воопшто. Знам да уживам во тишината во мојот дом. Знам да си пуштам музика. Не се чувствувам сама, иако живеам сама. Наш Горан Стефановски ми напиша добра порака на мејл, вика, ти не си сама, ти си со себе. Убаво звучеше тоа. Одам да пијам кафе со мајка ми, фотографирам, го шетам моето куќе мајки, средувам по дома, разни работи. Но едно од среќните мигови ми се, кога ќе ми дојде мојата Кали, мојата колешка Калина Наумовска, да играме карти. Се исклучуваме од се и ние 3 сати само играме карти. Тоа е одлична терапија. Со Кали првпат се запознавме, таа пред едно 30 години дојде и да ја спремам за приемен испит за факултет за драмски уметности. И паметам дека тоа беше пофалба на лудоста од Еразмо Ротердамски. Јас си го предложив тој текст, бидејќи многу одамна, не знам ни дали бев и студент, ја гледав Рада Ѓуричин, која дојде во Скопје во Младенски културен центар со монодрамата, изгледаше совршено. И дури ја паметам првата реченица, бидејќи она кажуваше на српски, беше: може свет причати о мене шта му е драго, али едино јас сам кадра увеселјавати богове и луѓе. Ката мене ме спремаше за факултетот за драмски уметности. Од тогаш, да не кажувам сега години колку се, и тогаш ја видов таа незина величина, незина блескавост, незина добродушност и незина, како да кажам, една
желба да помогне на помлад актер кој што сака да влезе во тие води. Она тогаш ми ја предложи Пофалба на лудоста и стана и во нејзин стил ја го изигра делот што ми го предложи јас да го изиграм со тој дел да се представам на приемниот испит. И мене вака ми падна вилицата, а тоа се случува во Охрид сред лето и се случува во незината викендица и ние тој дел го викаме Вишновата градина, зашто таков е целиот амбиент. И тогаш, ако малку имав сомнеш дека треба да се запишам на Академија за драмски уметности, тогаш повеќе немав сомнеш. Тоа е првото што ќе го памтам цел живот за Катерина Коцевска. Второто нешто што го помнам и ќе го помнам исто цел живот е дека Ката е една топла личност и од луѓето бара топлина и например седиме во ресторан и она му кажува на тој што не послужува, му вели да молам дојди се на насмев, па прашај нешто што ќе се напиеме. Сите имаме грижи, ама со насмевка никако грижата ќе помине. Тие две работи ќе си ги памтам додека сум жива како тогаш млада актерка и кога ме спремаше за факултетот за драмски уметности. На кој што сум и благодарна многу. Она е авторитет. Тука нема збор. Зборот на Ката има тежина, тоа не е лажен авторитет. Тоа е се она што гледа, она гледа толку детално што кога ќе седнеме и сублимираме што сме направиле дента на проба, она ги каже работите кои што апсолутно мислам дека никој не ги видел. И само се гледам и се да, тоа е тоа треба да се промени, тоа треба да се додаде, тоа треба да се одземе. Тоа се тие тајни мали на занаетот, по наводници, кои што Ката ги знае. И она кога ќе ти прида, не приоѓа на секого, ама кога ќе ти прида, тоа значи се подразбира дека ти нешто нудиш и оно тоа сака да го изнивелира и да го направи да биде од доброто уште подобро. Ката е навијач. Ама, има една страшна мана. Кога е Ката во публика, сите сме извадени од памет, зашто Ката кога гледа комедија, гледа вака. Леле, Ката гледа така и после нормално Ката ќе дојде позади и ќе каже се што видела и што ѝ се допаднало, па после ќе каже што не ѝ се допаднало и прекрасно е да се има и во професионалниот и во приватниот живот. Ја викам суштество мое. Уствари немам доволно место за книги и најтажниот дел ми е кога јас морам да се, бидејќи постојано купувам нови книги, и кога морам да се ослободам од некои книги затоа што нема веќе место. Значи, ја имам три библиотеки дома, имам и нешто и во Охрид, но се разбира, тие книги ги подарувам, не дај Боже да ги фрлам. И тоа се ги бирам на начин да бидат книги за кои мислам дека нема потреба да ги препрочитам. А постојат такви книги, тоа типот на Ладлам, на Аден Браун, тоа не го препрочитуваш, тоа се добри книги, но толку за една употреба. Во еден случаен разговор за господина Слободан Унковски ми рече, прочитаја, знае дека читам, прочитаја Абт од Оливера Чорвезировска. Јас немав претходно ништо од неа прочитано. Ја купив книгата, ја прочитав и се воодушевив. И реков, Боже, ова е за филм. Катерина Коцевска ја знаев многу долго, ја знам многу долго, уште со моето доаѓање првпат во Скопје 84-та година. Едно од местата на кои што со задоволство секогаш одам каде и да суме театарот, така што Катерина сум ја гледала уште од времето кога играше во Еригон, во Hi-Fi, значи незините почетоци. И сето ова време од тогаш до сега, до неодамна, само ја знаев како наша врвна актерка, го следев сето она што го работи и го сакав и почитував, се разбира, и во театарот и во филмот, но ја запознав
па неодамна би рекла, последнава година, и тоа пријателство беше, да речам, на мој терен, не на неизин, односно на теренот на книжевност. Преку еден заеднички пријател дознав дека Катерина Коцевска е голем читач, дека е многу заинтересирана за книжевност и дека меѓу другото ги чита и моите книги. Првин слушнав за тоа, но моите книги се помалку важни во контекстот, важно е дека Катерина Коцевска исклучително многу чита. Кога се запознавме, сватив дека мојата страст кон театарот е некако реципрочна со незината страст за книжевноста. Таа професионално го работи тоа што јас многу го сакам. Веројатно се надевам и јас професионално го работам тоа што Катерина многу го сака. Нашето лично запознавање беше, знаете, од оној тип пријателства, запознавање кога како се да си знаете за себе. Таа ме читала многу мои книги имаше прочитано. Јас речиси се што играла во Скопје имав изгледано и во театарот и воопшто во филмот. И тоа запознавање беше така еден клик кој што ни даде сигнал дека всушност не почнуваме со дружење во живо, со комуникација во живо, туку како да продолжуваме нешто што постоело. Катерина Коцевска, додека го пишував својот најнов роман, комунициравме со Катерина пријателски, но при самото пишување на мојот најнов роман Три Марии, ми се случуваше еден од ликовите, Марија Пребирлиева, додека ја работев, да помислам на незиниот глас. Се разбира не на фигуративноста, бидејќи кога пишувате литература мислите на некои подруги работи, меѓутоа гласот на Катерина, можноста таа да биде една од Мариите во мојот нов роман, Марија Пребирлиева, така ми помагаше и ми олеснуваше додека пишував, но тоа беше моја тајна писателска. Кога излезе романот за време на промоцијата, кога сакавме да направиме промоција, ја поканив Катерина Коцевска да биде гласот на Марија Пребирлиева и можам да кажам дека тоа е една од најубавите одлуки што сум ги направила, бидејќи додека читаше извадоци Катерина Коцевска од Марија Пребирлиева, сватив дека всушност не само што сум го слушала незиниот глас додека го пишував романот, туку и дека можеби Катерина Коцевска е олицетворение на жената за која што сум ја создала во својата раскажувачка фикција. Тој однос незиниот кон читањето, односно страста незина кон читањето, реков е некако еквивалентна со мојата страст кон театарот. И кога се запознаете така со некој професионалец кој што во својата област е врвен, но и во вашата област е високо верзиран, мислам дека ни дава еден позитивен сигнал дека е возможно сите да бидеме блиски, сите да работиме за едно општо добро на културата. Можам слободно да кажам дека незината страст кон книжевноста и тоа што и колку чита, дека е соодветно, еквивалентно, да не претерам, меѓутоа и поголемо отколку што е вообичаената читателска лектира на луѓето од книжевноста. Нашите први средби, јас бев фасцинирана колку Катерина знае за книжевноста и за домашната книжевноста и воопшто, и се надевам дека барем половина од тоа, јас колку сум задоволна од незиното знаење по книжевност, и таа беше задоволна од тоа колку јас следам и сакам театар. Се надевам дека ќе соработуваме и во иднина. Многу ми значеше што беше дел од промоцијата на мојот најнов роман, што ги читала моите последни книги со години наназад, па и ретроградно зборувавме. Се разбира, зборувавме и за незината работа, за моето гледање на Катерина во театарските представи и во филмовите. И се надевам дека ќе продолжиме да соработуваме. Дури мислам дека ќе сакам да чита извадоци од книги што и се уште не сум ги напишала. Добив награда за најдобра млада глумица во Југославија. Тоа е вау! Требаше да ми ја врачи во Сараево на фестивалот МЕС Мира Ступица. Но јас тој ден имав премиера на представата Салома, кај што ја играв Салома, и директорот рече не можем да те пуштам. Иако кога реков зашто на тој ден премиера, што ако добијам награда, беше нели награда на ајдо. Значи не можев да земам таа награда. Затоа што изумив јас, мене ми кажа, ама кога го правиме репертуарот, јас испуштив тоа. И не отиде, зашто беше полна сала. Така да не отиде.
и ден денеска ме псува, ама јас прифаќам зашто е моја грешка како директор тогаш. Наградата за Војдан Чернодрински исто имав представа, не ме пушта еве каде е, прилепни таа да ја земам. Како студент 4 години одев редовно на Пулски филмски фестивал и ги гледав сите филмови во утринска, попладневна, вечерна програма. Кога завршив со студирање, реков, Пулски фестивал ќе дојдам само ако имам свој филм, веќе не сум студент и не личи да се појавувам тек така таму. Снимив филм со Јадран филм, со Дејан Шорак режисерот. Бев многу среќна заради тоа. И филмот отиде на Пулски филмски фестивал. Тоа се случи во време кога ние се распаѓавме како земја, одењето и врските телефонски, не постојаа мобилни се разбира, беа прекинати со Хрватска. За да ми кажат да ме поканат на Пулски фестивал, пораката беше пратена на мојата телефонска секретарка дома, за која немав далински, од Италија, и ја добив 10 дена откако заврши фестивалот. Кога станав директор, кроз 3-4 месеци, значи, побарав да ми дозволи да работам најновиот текст на Душан Ковачевиќ, на моја лично барање. Човекот ми дозволи, рече ќе дојде на премиера, цела радост, почнаме да работиме. COVID. Моето директорување 80% помина во COVID. Така да, ова се дел од примерите за што се ми се случувало, така да среќа, повеќе би рекла малер. Мене главата ме боли, коленово ме врти, очиве нешто ме печат, а и срцево нешто ме штрека. Можам вака да те гледам цел век. Уште малку ќе биде готов. Не мислев на чорапот. Видите, Катерина Коцевска, кога дојде во театарот, ние веќе бевме таму, јас, Мето Јовановски, Марин Бабич, Славица и така натака. Она кога дојде, меѓу младите беше една од како да кажем, одма ја фаќаше сцената. И одма почна да игра. Ние во почетната фаза немавме, јас и она немавме толку играно. Веќе во крајната фаза и моја и нејзината игравме многу заедно. Така да, она беше одма, како да кажам, како одма се вклопи со, таква е, комуникативна е, и одма се вклопи со целиот колектив. Кога ме испраќа од Драмски театар, на сцената реков 40 години дадов на Драмски театар. Следните 40 години ќе бидат мои. Па еве сега јас имам некој нов почеток, вистински така го чувствувам. Не можам, за жал, не постои такво нешто као кога би се вратиле од времето, не можеш да се вратиш, секако би останала уметност, нешто што е врзано со уметноста. Јас ја сакав професијата со која што се бавев, ја сакам и понатаму. И навистина се чувствувам као да почнувам нешто ново, порелаксирана сум. Повеќе можам да располагам со моето време. И вака малку духовито да го кажам, ако се вели дека мојот воз прошол, јас чекам авион.